Ванчо Михајлов треба да добие клуч на врата. Председателот на клубот Љупчо Ѓорѓиевски, покрај тоа што е веќе истечен рокот, одбива да го тргне контроверзното име. Во краток разговор со Алфа тој само кажа дека не поднел никакво барање до Централниот регистар за да го смени името на познатиот фашистички соработник од називот на клубот. За разлика од него, цар Борис III ќе биде преименуван, но засега представниците на овој клуб се недостапни да соопштат кое ќе биде новото име. Според новиот закон, процедурата сега предвидува посебна комисија да ги разгледа имињата и доколку тие се спорни, како во случајов, да му предложи на министерот за правда да бара од регистарот тие да бидат избришани. Рокот за затворање е 30 дена, односно до 16 март. Премиерот Ковачевски денеска потврди дека клубовите може да продолжат со работа, но само доколку се пререгистрираат. Согласно нашиот закон, кој што е изгласан со апсолутно мнозинство во собранието, сите имаа временски период за усогласување на имињата со новиот закон. Оние кои што тоа го направиле ќе продолжат да работат согласно законите, оние кои што тоа не го направиле согласно законите нема да продолжат да работат. Проблемот што сега се појавува е што во моментов немаме министер за правда, ниту пак заменик, така што нема кој да го потпише евентуалното решение за укинување на клубовите. Комисијата составена од 5 члена може да заседава и да донесе мислење, но се додека собранието не го изгласа Кренар Лога од Алијанса за албанците за нов министер, процедурата за затворање на клубовите не може да се истера до крај во предвидениот рок. Тоа може да му даде шанса на Ванчо Михајлов да поживее уште малку. Освен што одбива да го смени името, Ѓорѓиевски најави дека планира да ја тужи државата пред меѓународниот суд во Страсбур. За разлика од него, председателот на Сдруженијето цар Борис III уште пред 6 дена поднел барање до Централниот регистар за усогласување на работата на Сдруженијето со новиот закон, кој забранува граѓански здруженија, фондации и политички партии да користат имиња, прекари, псевдоними кои се поврзани со фашизам, нацизам, геноцид, Третиот рајх. Во обид да ги смири бугарите во Македонија, министерот Бујар Османи вчера се сретна со нивни представници, но наводно не разговарале за клубовите, туку за нивната посета на Брисел, каде се жалеле дека наводно биле лошо третирани во Македонија.